Ја добивте редакцијата на вчерашни новости. По звучниот сигнал оставете порака. Кај сте бе, брат, ме заборавивте? Ево приберен сум сега. Германија заминат, кај брат. Извајв крштеници. А вие кај сте? Документите кај се? Референдумо не успеде, мајката. Лека ноќ постреферендумска Македонија, земјата со најмногу избори по глава на жител. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ од мене. 19 часот и 30 минути, Канал 5 телевизија, местото од каде секоја недела дознавате последни. Јас сум Јелена и Александар и морам да признам дека покрај на телевизија, во моментов одиме во живо и на Facebook. Токму така, морам да признам, едва и чекам да почнеме. Останете со вас, еве што ќе гледате. Вчерашни истражува дали бројката на гласачи на референдумот е случајна. Дознаваме каков е постреферендумскиот амбиент во државата. Вчерашни на терен, како изгледа еден пазарен ден во Македонија. Ајде, излоте овде македонски производи 100%, ајде. Започна големата електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка на 3000 денари во електрометал салоните во Карпоши центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Не толку среќна вест за македонскиот буџет. Владата склучи договор тежок 3 милиони евра за обезбедување на објекти. Сега откако ја тргна оградата, им треба. Во право си еци. Но покрај овој договор за обезбедување, од владата најавија дека во наредниот период ќе потпишат и нови договори. Безбедноста на прво место. Тоа е мотото на владата која е во план да го прошири овој проект и на други делови до државниот апарат. Така е. Покрај владата и министерствата во план сме да најдеме приватно обезбедување кое ќе ја обезбедува и полицијата. Истото во согласност со Министерството за одбрана планираме да го направиме и со армијата, која ќе добие приватно обезбедување додека Македонија не стане членка на НАТО. Минатата недела донесе многу нови настани и најави потенцијален нов циркуски шатор, паркиран преку или врз или од озгора или качен на нашата Македонија. Енормно беше зголемен бројот на одржани пресконференции. Во интерес на времето кое го немаме, да погледнеме летечка презентација на најрелевантните барања според нашата редакција. Значи, ние што сме од Сдруженијето на диви таксисти Градски рис, значи немаме Твитер, ама таму слушам некој тој Чилиманов, како ја се вика, нешто да ви се деси чичко кумпул. Па ако го начекам јас, знае ли што ќе му се деси? Ќе биде 500 денара стар, бе. Нели му е срамната? Го гледали од таксистот Дениро да ви каков мангупи у филмови? Ајде на избори, премиере. Ајде да видиме на кого му верува народот. Ајде, само првин да се остварат демократските услови. Значи бараме нов јавен обвинител. Барем 100 дена да не дајте да повладееме. Да се навикнеме и сите кои нема да излезат на избори да се рачунаат дека гласале за нас. Евентуално да ги делиме со левица.
Ние како единствена Македонија сакаме да кажеме дека власта не прислушкува. И сакам да им се извинам на тие што не слушаат, дека сме биле досадни и правиме муабет само за Македонија. Од денес премисме вицови од Вестник, па ќе ги раскажуваме. Добар ден, драги гости. Јас само едно можам да кажам денеска. Нобелова награда. Нобелова награда за мир. Цец, чао, чао. Поздрав. Нобелова награда, што да ви кажам. Тоа е тоа. Образовниот систем во Македонија на многумина ученици досега им ги отворил прозорците кон светот. Потврда за тоа беше и прозорецот во училиштето Ѓорѓе Пулевски, низ кој беше фрлена 14-годишна ученичка од страна на незини соученици. Сепак, така наречената игра Родиме мајко во Македонија и фрлиме низ прозорец од училиште, за среќа е окарактеризирана само како детска шега, бидејќи, како што велат анонимни извори за вчерашни, девојчето било фрлено од приземје, а за шега се смета се што е од приземје па до вториот кат. Македонија е ридско-планинска земја, која се карактеризира со голем број на дупки. Дупките може да се најдат на улиците, на таваните од училиштата. Има дупки низ контейнерите, како и огромни дупки во буџетот. Но наместо да ги пополниме веќе постоечките дупки, ние продолжуваме да бараме нови. Јели Салфета се јавува со повеќе информации за овој проблем. Ја да видиме са, Јоле. Се наоѓаме во советот на уставни експерти број 4, кои што се обидуваат да решат едно многу важно прашање. Се обидувате да најдете дупка во уставот каде што би можело да пенетрира Преспанскиот договор. Видете, ние веќе се обидуваме, како што можете да видите, и ова е еден голем исчекор за нашата земја, како за нашата земја, така и за нас како експертски тим. Прво може еднаш да го направиме ова. Значи, како што сте тргнале, вака ќе го издупите цел устав. Види го. Довичаме, ти си експерт тука или јас сум експерт? Зашо ме заебавате? Ти си експерт. Па нормално. А освен на устав, дупите нешто друго? Ме дупи ова. Ти ме дупиш? Нормално дека дупиме како не. Например, шак. Закони. Закони највише се дупат. Са и изборниот закони ќе одупи. Него да пробам ова задња, мислам дека сега го имам. Као путер. Маслец. Јоле, дај тоа договорот донесу. Одма? Ама слушај Преспанскиот. Немој друг некој. Видиме сега тебе што чека. Само секунда. Одлично. Ајде бе, па ти што? Одма. Па не го мастилјави. Така што си го као да носиш кој знае што. Чекај да напишеш. Колку блегле вака. Ево. Не беше ова дупка. Ова не. Маме, неќе бе. А неќе. Треба се фрли. А зашто го фрлите? Добро, зашо го фрли? Така зашо го фрлите? Па добро, и така нов ќе се прави са. Шо? Јоле, пиеме по една пијачка? Може. Ај. Ајде, шо има? Опа! Очигледно е дека доста тешко ќе помине договорот од Преспа во собранието. Веројатно и затоа во јавноста се појавија повеќе теории кои ќе го олеснат процесот. Апропо ова се појави теорија дека пратениците може да гласаат во темница, со што би се заштитила нивната приватност. По се изгледа дека оваа можност не е така луда како што делува. Фејсбук експертите едногласни. Теоријата делува шашаво, но може да функционира. А очигледно е дека и пратениците се спремни да ја спроведат идејата во пракса. Значи, се за народ, еве 3 дена вежбам да погодам тие дугмината по темница. Значи, од собрание тренер ни најдоа личен за мотивација, за ориентација. Да не мотивира, да ни поможи, не билда со самодоверба, ни вика, ајде, гласа исто како за патни ветрошоци, да ти се зголема. Значи, вежбаме, значи, се за народ, се. До сега низ оваа обука помина околу 60 пратеници, што се уште не е доволно. Но се очекува бројот на обучени за гласање во темница, да се зголеми во наредните денови. До тогаш народот ќе продолжи да живее во темница.
Овој ти е 2016 декември берба. Ајде, дети, што ти е? Да, тука сме кај орлите, сега ќе ги запрашаме. Се извинувам. Се. Името на тој што не се спомнува. Сега одиме на повесели теми од референдумот. Како што е здравството и најавата на министерот Венко дека од идната година робот ќе оперира на скопските клиники. Што има тука весело? Не знам, јас ја прв пат ќе го гледам предлогот. Да видиме. Се наоѓаме во едно кафанче на клинички центар, не знам зашто сме тука, ниту знам со кој ќе зборувам, затоа што не ме подготвивте предходно. Господине, зашто сме тука? Па може да сте, нема фраќа. Може да сте зашто нема инсулин по болниците, или може да за лошата инфраструктура, или па не знам за докторите дека бегаат по Германија, кој знае. Не, тоа е друга тема на муабет. Мислам дека стануваше збор за некој роботче што оперира. Да, оперира, како не оперира. Прва лига е, значи, стажира до душа, ни го остаја да видиме дали ќе се покаже, али прва лига е. Еве баш како Мали, Роберт, кажи за телевизија, кажи што имаме сега свежо, што може да земеме свежо, што има? Ќе збори. Имаме свеж джигер. Джигер, а? Што ми доткаш бе, смени батерија, 100 пати сум ти кажал. Ајде, сега джигер ќе ядеш? Дај ми 2 порции, да, може. 2 порции джигер. Две порции джигер и написа за тебе нешто, бе? Земи еден рам, шо? Само немој многу, до 4 гига. Фала, докторе, да си жив и... И што? Снема батерија, небитно. Дали ова значи дека вештачката интелигенција ќе ја замени човечката интелигенција? Сега не нека, ој нешто многу интелигентен ти. Нема, мислиш дека кој знае што е? Мислам и овие од IT сектор нас ни кажаа дека лимитирани ни се оваа пратка, зашто ако ги пуштат на најако може да извадат бугарски пасош и да ги снема по Германија таму, по иностранство, како вика. Ви благодарам на мавет. Ништо. Студија? И додека сме во рубриката здравство, да видиме со каков проблем се соочува Велешката болница, каде што пациентите кои одат на преглед во оделението за кожни болести мораат да чекаат надвор од зградата за преглед. Но, сепак како што објаснуваат од Министерството за здравство, ова е за доброто на пациентите, иако тоа на прв поглед не изгледа така. Оттаму велат дека се решиле на овој револуционерен чекор, поради тоа што на кожата, посебно на заболена кожа, и треба кислород за да диши и да се опоравува. Затоа тие решиле овој метод на аеротерапија да го применат во Велешката болница, а ако се покаже како успешен и во другите болници. Од напролет е најавено да се започне и со оперирање на отворено, со што сите би можеле да уживаат во убавите пролетни денови. Конечно, она што беше научна фантастика за многу генерации станува реалност. Не зборуваме за тоа дека Македонија пат конечно пронашла начин да направи шахта која е рамна со асфалтот. Оваа недела за прв пат ќе биде пуштен во продажба летечки автомобил. А од МВР велат дека се спремни за ваквите транспортни средства. Како што изјави министер Оливер, тие веќе распишале конкурс за 600 летечки полицајци, а започнале и предтендерска постапка за воздушни лежечи полицајци и лебдечка вертикална сигнализација. Оттаму напоменуваат дека овој технолошки скок може да влијае врз животот на бездомните птици, кои може да бидат прегазени, па затоа апелираат возачите кога пијат да не летаат. Бурна недела полна со политички превирања. Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за преспанскиот договор? Јелена, ќе има ли епилог ова преговарање и пазарење? Не знам, Александар. Најдобро е да видиме од нашата екипа која неделава посети еден пазар во Скопје, каде пазаруваат само вистинските домакини. Ајде, изволте овде македонски производи 100%, ајде. Што е смислата на животот, бе? Ќе видиш како се пазар, здраво комши. Не си за јабуки дојден, здраво. Многу баво општество тука имаш, бе. Свежо ли, а? Свежо? Бе, 100% македонски производи, ова ти се... Не се бугарски. Какви бугарски да зборат така, само за да им спуштат цена. Немаш вакви уопште. Овој ти е 2016 декември берба. Види ги, некои уште се зелени. Викаш, 2016 берба, а? Такачка. Тајма бандесува. Тај сам пишува говори, тој координатор е, ич не знаеш ти шо е.
Шо има везе, шо е координатор, бъди? Нема везе, мене такви ми треба техо само да прави. Баце, сите имат ехо, зависи како ќе го чукнеш од главата. Такачка, да. Колку ти треба те? Абе, те гледам се расправаш тука и ги бираш едно по едно. Зашто не взимаш топтан, бе? Сигурно ќе ти пушти. Топтана? Топтан. Топтан, колку ќе ги даеш тите да ги земам? Колку ти треба те? Колку имаш 10 најмалци? Имам цел камион позади, колку ти треба? Ама немаш пари, ти. Шо говориш така? Ја немам пари. Види го тај, бе. Не е пари проблем. Не ги дам јас за пари, бе. Зашо? Компензација. Ти мислиш, тоа е седо двајца влюбени во парко? Тоа е компромис. Компензација. Сега ти пипера и вар да ти дам сега. Да, не бе пипера и вар. Нема шанси. Никако. Нема шанси, нема пазар, нема шанси. Па нема пазар, не ги дам. Нека ми скапа тука, не ги дам. Ке се засадиме ние наши, за 50 дена има да не никне. Баш да видам. Такачки, наши ќе си засадеме, ќе видиш ти. Портачки ќе направиме, 50-50. То нема вендисува пейс, ама ќе видиш ти. Можеше убаво општество тука да све да се биде да пазар да направим, ти некаш. Само да никнат нашите и тезгата ќе ти ја земе, ќе видиш. Баш да видам. Кој ќе ти никнат, кој ќе ви никнат да ми се јавиш, баш да видам. Ќе скапаме овдека никој нема да зема. Таман зрели за продавање. Скапат можеш да се пазари. Нека скапат ако треба, не ги дам. Шеше се името на тој што не се спомнува. Кој што знаеме, мечката овој референдум го проследи со големо внимание. Тоа ќе се обидеме да добиеме некаков одговор. Се извинувам, Мецо. Експертите сметаат дека брзи и бавни избори не се решение за политичката криза која настана поради преспанскиот договор и немањето на цензус на референдумот. Тие предлагаат ново решение кое еднаш за секогаш ќе реши оваа дилема откако сите 1.200.000 кои не излегоа на референдумот автоматски се сметаат дека се против истиот. Дали наместо брзи избори е можен нов брз референдум, но со друго прашање. Експертите сметаат дека одговорот е да. Доколку прашањето биде поставено поинаку, би ја добиле вистинската бројка на оние кои се против. Значи, самата морфологија на поставеното прашање на референдумот беше тактичка грешка. Познавајќи го менталитетот на македонецот, за најдобро да се реши политичката криза, треба да се организира нов референдум со прашањето. Дали сте против договорот со Преспа и против ЕУ и НАТО? Така ќе се добие реалната бројка на тие што се против. Па ко воли после, нека изволи. Се ако ќе има цензус да ми се јава на телефоните на фиксен, ќе излези дека автоматски повеќето луѓе ќе бидат за и договорот ќе успее. На крај треба само да се направи една споредбена анализа на двата референдуми и ете го резултатот. Кризата избегната. Јецо, дали знаеш што имат заедничко шесто сетило, Candyman, Silent Hill, Ghostbusters кецот и двојката, Каспер и седиштето на ВМРО? Да, це знам. Сите имаат дух. Духот на Никола е се уште присутен во мермената палата. Но пратениците на партијана решија да не чеке да се расчисти во чија канцеларија се крие духо и да не чекат екзорцист или по филмојне шо викет истериваш духова, туку самите да си преземе чекори. Стануваат збор за стара техника за истервење, при што се давети свечена заклетва. Апропо, кој што збарува чаршијана, низ пратенички не клупи им се шуњеди духо на заев. Па мој да се случи 90 пратенишća да им испратет баш пред гласање на уставни измени што со преспанскиот договор. Море. На референдумот гласа 666.731 гласач. Дали ова е случајност? Така не мисли видовитиот Ѓорги Чакра од Прилеп. Тој е познат исцелител кој вели дека може да ја излечи секоја болест, комуницира со вонземјани, со мртви души и со децата на Вајбер. Вели дека ова е заговор против Македонија. Ѓорги, дали има некој мртов со нас сега во собава? Камерманот е малце блед. Се шалам. Никако не е смешно. Излеговте со теорија дека на референдумот излегло 666.000 гласачи не случајно. Зошто? Шеше се името на тој што не се спомнува. Мјалков.
Истите оние што сакаат да уништат нашето име Македонија, значи го ставија Зоран Заев, што неговите иницијали значат дека исто онолку пати е спомната Македонија во Библијата и на истите тие години Исус се распнат, што значи влегуваат во втора фаза, да го разбудат нечестивиот. Драги гледачи, Ѓорги има визија. Веројатно ќе зборува со битие од друга димензија. Ѓорги, што гледате? Што кажуваат? Миски на глава, да угасете и рефлекторија. Зашто сега ги зборам со мртви? Туди во мене ми е малку страв. Ај, шето од тука ако ти е страв. Може да ситаме? Многу ми е страв. Не ми е малку страв. Многу ми е страв. Плиз. Простор за страв нема, Јелисалфета. Еве и во студиово снемува струја. Дали е тоа поради духот на Никола или краток спој, тоа не ја интересира нашата професионална екипа. Бидете така. Не стивнуваат реакциите по минато неделниот референдум. Нашата екипа, начело со нашиот Ланчо Пашазотов, направи една наша анкета, па да ја погледнеме на нашата телевизија. Да, така е, драги гледачи, како што гледаме тука сме во штабот на лемурите. Овде атмосферата е славеничка, сите се пресрекни, како што можеме да забележиме. Сите слава, сите партии слава, тоа е јасно дека сите победија. Ќе се обидам се да го запрашам, се извинам, господине. Зошто славите? Господине. Да, ете победихме. Вие, господине? Оливера кај? Да знаеш Оливера кај? Си видел Оливера? Извинувам, господине, на ручек ве фатив. Како се осеќат? Бат, море дете, убој не е лошо исто како Индија, откај што сне ние. Пријатен ручек, фала. Кажете ми, каков беше одзивот на референдумот? Oui, катастрофа. Излизање на референдум е катастрофа. Вие никогаш немате да дете во Европа, бака одгоре зарадите. Ние немаме граници, јадиме од каде сакаме. Ти, благодарам. Као што може да проследите, Лавот реши да остане зад решетки. Неговиот став, ја пробав да го чујам неговиот став, тој рече дека ќе си одам сега, тој рече дека неговиот став ќе одаде после изборите и после роденденот на партијата до тогаш тој бойкотира. Може да се тргнеме од тука. Ќе одиме одма. Што мислите за референдумот? Шарче, ние австралијанците сме Македонија доста. А кај се вашите родители? Ај не, она му тато, онегва мама, ама јас не личам со нив, не гледаш бил сум. Океј, ви благодарам. Како што знаеме, мечката овој референдум го проследи со големо внимание. Ќе се обидеме да добиеме некаков одговор. Се извинувам, Мецо. Што? Добар ден, ние сме од вчерашни. Кажете ми каков е вашиот став за референдумот? Спасиба Бачев, спасиба македонском народу, спасиба всем. Македонија нет в НАТО, нет. Заец нju победи. Ти благодарам, кратко и јасно. И ова позади мене е едно празно живеалиште. Тука најверојатно се кријат независните интелектуалци кои ете ги нема никаде. Рајде лети, што ти е? Да, тука сме кај орлите, сега ќе запрашаме. Се извинувам, дали сите излеговте на референдум или имаше некој од вас што абстинира? Ево лети! Господине. Абе, што е ти? Сите сме гласали на референдум. Чекај да следи. Ајде, нема ме прашаш глупости. Да не те прашам такви прашања. Па. Зошто? Па што ме прашаш глупости? Конече Македонија, нека вади око за око, зуб за зуб. Па што? Па Македонија и наша мајковина, бе, оти. Да, и пред самиот крај можам да забележам едно стадо овци кои што како што изгледаат мува не ги ласи. Тука има една крава која што може да ја прашаме ако Ланчо, сепак мислам дека тоа не е крава, туку анималија бовидаде артиодактила или на македонски кажано бизон. А ние продолжуваме со вчерашни. Moram da si kupam ja, da ne poludam, mamo spasi me, mamo spasi me. Moram sega da ja osvojam, da ja osvojam. Moram da si kupam ja, da ne poludam, mamo spasi me, mamo spasi me. Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненamenски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Ослободете се од стеклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град.
Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Започна големата Електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка на 3000 денари во Електрометал салоните во Карпоши центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во Електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Дојде време и за временската прогноза. Вито, дали имаме временска прогноза оваа недела? Не. Ја оставаме временската прогноза за некои подобри времиња. И стигнавме до почетокот на уште едни вчерашни. Се гледаме за една недела на истото место во истото време. Добро утро на сите, освен на тие што го користат зборот апропо. А визави крајот, следете не на нашата Facebook и YouTube страница, како и на нашиот нов вебсайт www.fn.mk. Вие сте чекор за ците. Останете така. Или останете како сакате. Ваш избор. Сега сте чекор за ците.